За него слободно можеме да кажеме дека е граѓанин на светот. Роден е во Сиднеј, растен во Битола, студирал глума во Бугарија, во Софија, потоа магистрирал во Сиднеј, па продолжил да доучува, да се досоувршува во Америка, во Њујорк и така натаму и така натаму. Мој денешен соговорник е актерот Тони Наумовски. Добре ни дојде во нова епизода на Умен подкаст. Добре ме представува посебна чест што имаме можност да поразговараме вака во живо. Јас сакам да ги поздравам нашите верни спонзори Pix Plus, место за сите фотографи и видеографи. Тони е актер со кој имаме многу што да разговараме. Имаш многу поводи и на нашава сцена и на македонскиот филм, меѓутоа имаш веќе и големо искуство актерско зад тебе во овие веќе и повеќе од 20 години, можам слободно да кажам, така? Така. Низ светот со фокус на Америка. Тони, кога дозна дека сакаш да бидеш актер? Дали тоа беше детска љубов од мал или можеби имаше дилеми средно школо во самото растење? Растен си со многу музика, растен си со многу уметност. Некој би рекол дека не е ни чудно што си го избрал овој пат. За некој да слушнем. За некој чудно, за некој не е чудно. Да. Вака, сакам да верувам дека можеби јас не одбрав, дека на некој начин тоа ме одбрало мене. Така. Иначе тој момент е кога бев во средно 16 годишна возраст, техничко. 16 годишна возраст, дел од Талија аматерска театарска група, поканет да сум дел од представата во една така условно кажано незначајна улога која што испадна дека е многу значаен момент во мојот живот и пресврт. До тој момент мојата намера и нели жел. Што представа беше тоа? Тоа е модерна убишка, да како не. Убишка е представата. Јас се појавам на крајот на модерен македонски текст, се појавам на крајот на представата, се работи за злоупотреба со дрога, каде што на крајот на представата еден млад дечко заминува од овој свет поради злоупотреба со тоа. А на крајот, после тој момент, се појавува еден полицаец, кај што... Ти беше полицаец? Јас сум полицаецот и тогаш нешто во тебе... Тоа се играше во Домот за култура во Битола, полна сала. Доста во тоа време, нели, се уште луѓе кои што сега веќе не се меѓу нас, многу емотивен момент за мене. Никогаш нема заборавам пример кога се појавив на сцена и кога кажа баба ми, едната од бабите, и двете баба, само едната вика, еве го тоци мој. Свика. Баба ми Мица или Милица од Ротино. Тоа е еден од моментите, нели, што има такво значење. До неа баба ми Сирма од Скопје, баба ми Сирма од Скопје, од Чаир. Тука нешто се случи кое што многу долго време секако дека не знаев, не бев свесен што е тоа. Сега веќе можам, нели, да го објаснам, да го анализирам, да го толкувам. Но тој беше пресвртот и клучниот момент каде што веќе почев да размислувам за актерска игра, односно за актерско мајсторство. До тој момент беше музиката. Нели имав и приватни часови, земав, сонував дека ќе свирам џез музика. Тапани, ако не сум, така? Да, тапани. Па и долга коса, па не знам што. Стварно? На сите работи. Знам, стварно. Имаш слика да покажам? И така, на некој начин си и го правам тоа, никогаш не ја напусти музиката. Музиката се уште е моја прва љубов. Уметностите се преплетуваат. Секој момент на инспирација доаѓа и тргнува и можеби завршува со музиката. После дојде Бугарија, студирањето таму на Натвис, така? После дојде изборот да студирам на Софиската академија на Натвис. Откако дипломирав
Заминав во Австралија, таму магистрирав, па после тоа заминав во Нью Йорк за специализација. Така. Во кратки црти. Да, Многу работи измеѓу, нормално. Многу години се измени, Но- точно. Како изгледа да се биде актер во Нью Йорк? Во она бетонска џунгла, како што се нарекува. Секогаш ми било енигма како се успева меѓу толку илјадници актери кои што имаат сличен сон да се стигне во Нью Йорк, во Америка. Холивуд што го зборуваме, постои, не постои. Дали за тебе беше тежок пат? Тежок пат, да. Мислам дека нормално од моје искуство можам да зборувам, мене ме прашуваш, но мислам дека и за секого е тежок пат. Знам доста колеги кои што се од другите сојузни американски држави. Не е нешто полесно. Да, можеби немаат акцент и не се тие работи им се не се занимаваат со, не знам, документи или некои такви работи, нели. Али во суштина Нью Йорк е предизвик за секого. И да се стигне до Нью Йорк е една работа, многу полесен процес, многу по различни начини како опција, нели, може да се стигне до Нью Йорк, но да се опстане, и да се остане и да да се опстане Да. во Нью Йорк е вистинскиот предизвик. Бара многу енергија, бара голема посветеност, страшна дисциплина, без која што едноставно не мислам дека може да се опстане. Ако не, самиот град ќе ти сврли. Кажи ми, што се си морал да работиш пред да ја добиеш првата улога? Дали имаше ти таков период? Немам Или имаше таков период. среќа Да, брзо да... многу прекрасни работи. Ја често го кажувам ова, неблагодарно би било јас да се жалам за што и да е. Так. Мене многу прекрасни работи ми се случиле и ми се случуваат, а верувам дека и ќе се случуваат во иднина. Да, сум работел многу работи, но тоа не било заради некој момент до таа прва улога таму. Јас откако дипломирав на Ли Страсберг, веднаш имав улога во театар на Оф-Бродвеј, кој што е големо нешто, така да го кажам така. условно. Точно. Да не мерам јас да бидам тој да давам Се сеќавам за ова и сме пишувале и пред Да. повеќе од 10 години. Така да, од тој момент до овој момент, јас немам престанато да работам како актер. Тоа не означува дека секогаш финансиски, специјално Так. во тој стандард, Нью Йорк е, нели, непотребно Ламја. се каже да ламја или прекрасно чудовиште, јас сакам така некојаш да го наречам, дека е тоа доволно во однос на финансии, но во однос на она јас што сум, да кажам, имал некаква замисла или сон, така да кажам, што би значило Нью Йорк, зошто би отишол во Нью Йорк, што да очекувам од себе, која е вистинската прича, која е вистинската потреба. За потребата ќе се навратиме сигурно и подоцна. Тоа се оствариле тие работи уште пред многу години и многу повеќе од тоа. Затоа повторно кажувам, неблагодарно би било јас да се пожалам за што е и да е. Аз сум соработувал со многу луѓе, веќе неколку илјади, затоа што ближам, знам дека се над 200 актерски проекти од театар, телевизија, филм и видео. Нормално секој проект градиш една кариера екипа. Многу некако природно, внимателно избираш на што работиш, а си постојано некако многу свој, многу автентичен. Јас го имам тој впечаток. Сега не можам да кажам дека нели сум ги гледала сите серии во кои се појавуваш и слично. Меѓутоа интересно ми е и како правиш баланс меѓу ангажманите во театар и да речеме на ТВ сериите во кои се појавуваш или еве во последниве години и играните филмови. Дали периодов со нешто балансираш, со нешто си помалку или повеќе? Дали ти смета, например, кога имаш театарски ангажман, па треба да снимаш нешто и филм, како тие работи си ги балансираш на некој начин? Ништо не ми смета.
Јас сум во постојана подготовка. Тоа е еден предизвик кој што самиот на себе си го имам зацртано. Го сакам тој момент да е така. Станува збор за мерка. На време, на енергија, концентрација, време секојаш има. Така. Концентрацијата може да е, нели, или посветата дали ќе биде до тоа ниво доколку што треба до тоа ниво до кое што треба да биде за тоа да биде најмајсторски изработено. Природно малку со пандемијата не се случува толку театар во мојот живот колку што јас сакам. До тој момент последната представа која што беше целосна представа, затоа што има и други проекти кои што не се целосни представи, кои што ние ги немаме тие форми овде. Во Македонија, не само во Македонија, мислам Балканот, а може би и цела Европа, со исклучок на Обединетото кралство. Зборувам за работилници, представа работилница, што означува представа работилница, што означува представа читање. 49 театарски премиери во Њујорк до тој момент. Последната представа беше пред пандемијата. Целосна представа. Неколку проекти до овој момент, после тоа театарски, она што постана Zoom театар, кој што беше многу интересна форма измеѓу, нели, играме пред камера, па на некој начин не е телевизија, не е филм, а сепак е театар, како играме во живо. Како ти изгледаше тој предизвик? Како ти се прилагоди? Супер, многу прекрасни работи се случија, се запознав со фантастични луѓе, колеги, пример, имавме една од представите кои што игравме, бевме, мислам дека од 7 или од 8 држави во исто време, вклучувајќи Јапонија, Австралија, некои од европските држави, во исто време, и сега некој, нели, вика, добро утро на некој му е, добро вечер на некој му е, кој каде, како, па паѓа интернетот, не паѓа, па подготвеност во однос на режија, доколку падне интернетот, што правиме, како правиме, каде гледаме, каде го развиваме тоа, со каков осет, која е енергијата која што треба да се постигне. И сега тука има еден елемент, во овој момент сега го мислам ова, како куклениот театар. Затоа што, пример, сега ние ја гледаме куклата, али тоа треба да се оживее. Тој актер кој што ја игра ликот, нели, преку куклата, треба да одигра 2 пати или може би 3 пати повеќе, што и тоа да значи, во смисла со повеќе енергија, со повеќе јаснотија, емоција, физички живот, намера, сите тие елементи, за тоа да оживее и да поверуваме ние дека еден објект кој што е дека тоа е нежив, дека тоа е живо нешто, жива материја. Тука имаше еден таков елемент, поради што 90% од комуникацијата е невербална. Помеѓу луѓето. Значи, ние имаме осет, значи, гледаме некој поминува на улица и ние имаме еден тон информација во секунди. Се поврзуваме со лики говорот на телото, енергијата, нивото, квалитетот на мерата, сето тоа. Кога тоа е само овде. И со многу повеќе ограничени средства треба тоа да се каже и да се постигне како ефект. Тоа е сигурно беше, ама еве нов предизвик. Не, многу прекрасни работи се случија. Имаше и овој момент каде што во тоа време, нели, она што се случи, престана продукции, престана движења по градови, секоја сојузна држава беше малку различна. Ајде сега тоа не беше во театар, меѓутоа Холивуд, цело тоа движење со луѓето што работат на филм и тоа направи криза сигурно. Тоа се уште трае. Мислам, неколку работи се случија од тој момент. Така. Пандемијата е само една од работите кои што, вклучувајќи и штрајкот минатата година, мислам, многу работи се како предизвик во последно време. Еден од прекрасните моменти што се случи за многу од нас колегите е кога се виде дека добро, не може да снимаме, нели, во студио или не играме представа во театар, затворено е до неопределено време. Многу од така да кажам, повозрастните колеги, мајстори, се понудија да дадат работилници.
вика, ова е момент кај што може да споделиме приказни, дали вака ќе разговараме, дали тоа ќе биде конкретно, ќе има презентација на пример монолог или на сценарио или гледање на некои клипови, видеоклипови, Так. каде што ќе му коментираме на тоа, или пак имаше кастинг режисери кои што едноставно одговараа на прашања. Вика, јас сум тука за вас, какви прашања имате, поставувајте прашања, ќе ги гледам во пораки, па после тоа ќе ја одговорам колку што ќе стигнеме денеска, ќе одговорам. Во суштина поривот за креативност и за работа не престанал, само човек мора да најде начини за да не може да престане никогаш поривот за креативност, затоа што во момент секако ова е мое верување, во моментот кога ние ќе престанеме да бидеме креативни, значи ние не постоиме. Тоа е потребата. Основната потреба е ние секој ден да имаме некаква потреба, со некаква намера, со некаква цел да постигнеме нешто. Так. Па дали тоа било и најосновно нешто од прв спрат до втор спрат, пеш или како и да е. Значи тоа нас не би требало, верувам, да не води. Така да во тој период не можам да избројам колку мастер часови, работилници се случаи и во колку бев и тоа е на некој начин како вложување во себе и за во наредни проекти. Тоа е непрестанало нештото. Така се штима инструментот нон-стоп. Баш така. Тони, кажи ми, еве, за доколку не гледа некој, не гледа, не слуша, млад човек кој што сака да биде актер и можеби сонува за таа Америка. Како се добива агент? И како од толку илјадници актери во тој град тебе ќе те изберат за одредена улога? Дали постои лобирање, дали постои коцки да се наредат? Како се добива улога макар и 5 минути во една серија? Се е во игра, така? Сите средства се користат. Врски има таму? Се е во игра. Два различни дела на овој одговор. Едното е како да се добие агент. Тоа е малку парадоксална ситуација, затоа што генерално агентите кои што навистина, агентот заработува од тебе. Така. Колку ти повеќе снимаш и работиш, толку зема повеќе процент агентот и така натаму. Колку повеќе клиенти кои што се на тоа ниво кои што работат, така да не е ништо лично, да тргнеме од таму. Так. Не е дека баш сега тебе, сака или не сака со тебе да работи. На тоа ниво на проекти треба да си синдикат, дел од синдикатот. За да бидеш дел од синдикатот, значи сега ова е парадоксот, ти треба да одработиш, да си дел од проект кој што е дел од синдикат. А ако не си дел од синдикатот, ти не можеш да бидеш дел од проект кој што е синдикат. Но има начини, се добиваат така да ги наречеме како на некој вид поени, каде што, пример, ако ти работиш како она што ние го нарекуваме статиста, не ми се допаѓа тој збор, затоа што секој актер без разлика колку во позадина се гледа е важен дел од филмот. И тие се актери, еве така ги нарекуваме ние тука. Работиш, мислам дека на 3 полно буџетни филмови, добиваш 3 поени со определена мислам степен на признание, тежина, како и да е, не сум сигурен точно кои се бројките, условно кажано 3 поени. Повеќе се, но после 3 поени ти можеби веќе да станеш можеш да аплицираш за да би добил да бидеш дел да бидеш прифатен да бидеш дел од синдикатот. Зборуваме за САГ-АФТРА. Слична е ситуацијата во театарската унија, односно театарскиот синдикат, Actors Equity. Има еден момент каде што веќе ако си во добра состојба и добри односи со едниот синдикат после полна година, можеш веќе како сестрински синдикат да се аплицира и преку тоа. Има краткометражни филмови кои се носат поени малку помалку, има студентски филмови кои што носат поени малку помалку.
Но агентот гледа потенцијал, агентот гледа што е во следниве 5 или во следниве 10 години навидум, ако има доволно информации да видат кои проекти се во разработка. Да, проценува веројатно. Проценува каков тип на актери ќе бидат потребни, така. И од тоа погледнува во својата агенција, ќе рече чекај сега да речеме ова дете, немаме вакво дете, да. Или немаме вакво чупе. Битолчанец немаме сега на вакво, ќе, да. Да, немаме битолчанец, ето пример, ќе ни треба битолчанец кој што треба вака да изгледа или онака да изгледа и сите тие работи. Ако гледа потенцијал, ќе потпиши онаков временски договор за година дена, доколку тоа има некакво движење во однос на тоа, побарувачка интерес од страна на кастинг режисери, од страна на продуценти, гледа потенцијал, после ќе се потпише договорот на 3 години. Ако не, кажи ми, колку најдолго со среќа. Со среќа. Да биде работа. Па да, ама не е лично. Тоа е многу важно да ние да го разбереме тој момент дека не е лично. Ние изгледа и го доживуваме како да е лично, специјално таму, специјално во Њујорк. Затоа што не има, нели, во Америка вика дека има околу 1,5 милиони актери. Навистина. Да. Од кои што само 2% работат континуирано и можат да заработат да не треба ништо да работат. За живот. А 4% работат континуирано, исто како вие 2%, само понекогаш не е тоа доволно финансиски. Специјално кога ќе работиш театар, нели, како што јас бев првите години многу повеќе. Да. Тоа мене ме. Кажи ми, колку најдолг период си имал ангажман во смисла, како рече, договор на 3 години? Колкав период најдолг си имал фиксен ангажман за дали за театар, за филм или за представа? Како актер. Знаеш зашто те прашувам, кај нас системот е нели сосема друг, кај нас актерите се вработени во национални ансамбли, и играле, не играле, до пензија си се вработени, си зимаат плата и си живеат среќно и весело. И никој не ги прашува колку играле или не. Добро. Ти си таму и еден куп луѓе од, не само од Македонија, од Балкан и слично, буквално е борба за живот. Нели, за секој нареден проект. Затоа те прашувам, колку најдолго си имал, да кажам, овие 3 години сум рад, го правам овој проект и немам мислам за екзистенција. Нема такво нешто. Такво нешто можеби постои само кај 50 на луѓе. Од типот на во цела Америка. Во цела Америка. Мислам тој. Така. Мислам и другиве колеги кои што имаат ево да кажеме кои што се попознати, кои што биле дел од некои серии кои што биле нели подолго години, повеќе години. Так. Се работеле 5, 6, 7, 8, 10 сезони некои. Па да телевизијата е вистината во однос на тоа. Нема никаква гаранција дали ќе има втора сезона или трета сезона, но веќе ако си дел од телевизија, јас кога бев дел од ова телевизиската серија Големите кучиња која што е на Амазон сега, мислам дека тој договор беше најдолг можеби, затоа што снимавме цело, мислам 4 месеци или нешто, снимавме 8 сати, секоја епизода по 1 сат, јас бев еден од носечките улоги во приказната. Така беше? Реза, да. И тоа е тоа, после тоа завршува, супер, браво, журка. Нов ден. И си без работа. Условно кажано пак. Доста често сакам да кажам им имаат некој укажано на тоа, нели колеги, а во ти викаш, вика, он кречеш и после тоа си на улица. Не си на улица. Викам, види, на едно друго ниво, не си на улица, секако не си на улица, али таа е тука е негде суровата вистина. И не постои стара слава. Нема стара слава. Убавото кое што нас не заштитува е дека синдикатот, кој си дел од синдикатот, ти имаш авторски права. Доколку нешто е успешно, дали е тоа телевизиска серија или филм, ти добиваш авторски права. Јас добивам се уште авторски права за проекти кои што сум ги работел пред не знам, пред 15 години. Не тоа може само актер или и поинок, само актер. Без разлика дали тоа е некоја посериозна сума или не толку сериозна, но од време на време директно преку синдикатот тоа го презема
Ние имаме цела логистика, синдикатот е како една цела држава меѓу другото, каде што и во случај доколку има некаков конфликт со некој кој што неубаво се однесува кон тебе, имаш нели тие права, или не те исплаќа на време, имаш адвокатска екипа каде што не треба ништо да плаќаш, затоа се плаќа чланарината, затоа од секој договор се зема процент оди кон имате вистинска заштита во кон синдикатот. Има бенефиции во однос на попусти на некои работи, има бенефиции во однос на работилници, на мастер класови, на специјално организирани проекции на филмови, на нели кој ќе гласаме за наградите специјално. Тогаш се лобира сега овој период почнува до наградите некаде до јануари месец, средина на јануари. Тоа се наградите на здруженијата на актери, на здруженијата на актери за некој кој што и сите членови гласате? Сите членови гласаме, некогаш некој од нас се во одборот на избор на колеги кој што после тоа е прв круг на гласање, а после тоа е да се номинираат, а после тоа повторно се гласа од номинираните кој да биде. Некои од колегите се и во академијата, односно она што го нарекуваме академија се оскарите. Да. Зависно, јас зборувам за Саги Атра наградите. Тука имаме моменти каде што можеме да се дружиме и тоа вистински е така. Не е ништо како да кажам, недостижно или лажно во сала да дојде не знам, Џорџ Клуни или Бред Пит или Ал Пачино, колку пати сме биле во исто друштво, пример. Не само јас нема, веќе затоа што тоа е одбрана група, не може секој да биде дел од тоа. Значи од 1,5 милиони актери, само 180.000 се дел од синдикатот. Да, тоа е. И тие и нели бројките кои што и кажав да не се повторувам 2,4%, јас сум дел од тие 4% кои што континуирано работи. Не постоело период јас кај што не работам како актер на нешто. Дали е тоа презентација на нов текст, дали е тоа работилница, представа работилница што го нарекуваме, или е тоа краткометражен филм, или е долгометражен филм, или телевизиска епизода, или е целосна представа, која што е така и да продолжи да биде. Да. Ето, така мислам. Благодарам. Ќе бидам среќен да продолжи така, баш. Кажи ми, подготвувајќи се за разговорот, налетав на едно видео во кое има и сечоци од твои извадоци од филмови, од серии, каде што зборуваш на странски јазици. Има. И романски, руски, ајде за американците, нели, македонскиот е странски, без разлика. Дали посебно, како тоа го изведуваш? Дали предпоставувам имаш и талент кон јазици, или се посветуваш посебно кога имаш такви улоги за други јазици? Се посветувам посебно секако. Вака. Дури и на албански знам дека си имал реплики така. Да. Со кој јазик ти било можеби најтешко, а да не е англиски или македонски? Со романскиот. Романскиот леле, да. Затоа што тоа беше тоа е интересна приказна. Затоа што кога се работеше кастингот, се работеше многу долго. Мислам дека 3-4 месеци беше кастинг процесот, нели? За улогата на Реза. И во објаснувањето за ликот на Реза беше дека Реза е нели со криминално досие, шармантен, кој што има бугарско потекло или е бугарин или нели. И исклучително се бараше тој да нели ликот, актерот кој што ќе отолкува ликот да говори бугарски јазик. После сивови процеси напред назад, доаѓа момент кај што јас со агентката тогашната моја агентка разбираме дека ептен се заинтересирани и сме многу блиску до што викаме топло. Да. И нели се јавуваат на Ен. Викат само да потврдиме дека зборува бугарски, тоа е многу важно. Така. Добро, таа знае дека е така, ми се јавува, тони се јавија, само да потврдиме, пак исто дали зборуваш, јас викам да, читам, пишувам, разговарам,
сум играл на бугарски, нели таму Да, студирав. студираш. Не знам здраво за готово, може би луѓето не знаат, но пак е така повторно таа информација. Добро. Поминуваат неколку денови, та повторно се јавува, вика, прашуваат дали ќе ти биде проблем да има и некоја реплика на полски. Јас му викам, јас не зборувам полски, не е никаков проблем, како сака, нека е, мислам, јазикот се додека нема очекува да го играм Хамлет во живо. Да. Така, тоа ми е мене шалата во однос на тоа. Тој вика, не, тоа 2-3 реплики ќе бидат, добро. После тоа пак минуваат неколку денови, како си со рускиот? Јас викам, не. Да, и руски беше никаков, во истиот филм, така? Во истиот, Да. во истата серија. Како си со рускиот? Јас викам, не е проблем. И вика, добро, вика да знаеш дека те имаат, нели, на мета, така пик. да се изразиме, најверојатно ти си тој со кастинг режисерка која што јас сум соработувал во театар, ме знаеше, од пред неколку години ми има гледано и имаме работено заедно во театар. Добро, јас ништо онака колку што можам да сум опуштен, нели си работам, Воздржан дур не си биде. движам Да. други работи. И последно беше се јавуваат и викат и ти има можда и некоја реплика, вика на романски, викам не е проблем. Добро. Се нуди улогата, ја нели прифаќам договорот, условите, сите тие работи се договараме, доаѓа ден за јас да стапам во контакт со сценаристот, кој што е авторот на книгата по која што нели адаптацијата е направена. И ми праќа сценаријата. Јас ги читам сценаријата, бугарски нема. Има 12 страници на романски, 7 страници на руски, 2 реплики на полски, нели на англиски што е диалогот. И си викам, чекај се вака. Дали јас може да се чујам со авторот? И се сложи во кој што воедно е еден од продуцентите, викам само да кажам дека нели вако беше разговорот, да нема некое недоразбирање, затоа што јас воопшто не зборувам романски. Не е проблем неколку реплики, но овдека има сериозни диалози кои што се 12 страници. А тука тоа не е проблем. Викам, добро, фино, вика вака. А другиот лик кој што највеќе имам сцени на романски со него, уште немаме направено кастинг. Се надам дека тоа ќе биде од помош во смисла на се викам добро, тој најверојатно ќе биде романец. Барем пола работата е ова, па ќе земеме, ќе се стегнеме, ќе научиме сето фино. Им викам, кој ќе знаете кој е актерот, многу би сакал директно стапам во контакт, ако не ви смета, јас би почел со проби. Не, би почел со проби. Тие викаат, супер. Поминуваат неколку денови, ми се јавува Адам, кој што е авторот, и ми вика, имам убави вести за тебе, имаме актер, еве ти да стапите во контакт, као што правев немуват, и тој сака многу да се чуе со тебе, Ептен сака и е возбуден да се запознаат. Се викам, супер, добри сме. Ми звони некој на телефон, ми зборува на њујоршки акцент, чисто крвен американец, и ми вика, слушај ме, вели, романеци, јас му викам, не. А вика, бе, баш се надева потајно дека ти ќе видиш романецот. Јас немам ни појма за јазиков, ни за културава, ни еден збор не знам. Од каде беше човек? Чекај се. И викам, окей. И ми вика, а што јазик зборуваш? Мислам, кој ти е мајчин јазик? Јас му викам македонски. И тој ми вика, македонски? Да. Вика, јас зборам македонски. Леле. Викам, добро. Гледам дека, нели, како што ни пратија и со име презиме, стоеше Стиви Пасковски ја. И си викам, да, тоа звучи романски. А всушност, колегава е Стив, односно Стивен Пасковски. По потекло од Прилеп. Леле, пријако. И сега, вика, слушај, вели, а се видиме јас и ти на живо.
и да ми пуштиш, ти ми вика, не да ми пуштиш, да ти пратам јас тоа што го снимав за кастингот. Јас му викам, на кој јазик кастингот го правиш, ти таму експлицитно затоа барем се знаеше дека ќе збора на романски. Вика, на македонски го снимав. И вика, тој е македонски што го знам, јас сум тука роден, растен, вели, дедо ми, баба ми кој што збораја, вели, така. Да го гледаш, вика, за ми кажеш дали ме разбираш што зборам на македонски. Јас викам, не е проблем, го слушам. Јас одлично си збора, малку како што зборувале дедо му и баба му, али нема врска, супер си збора дечкото. Вика, дај, вика, ние да му се јавиме, му кажеме овој диалогов да биде на македонски. Шу ќе се мачиме ние, јас ни ти збораме ова како се вика романски. Јас викам, тоа ти е добра идеја. Без разлика, напред-назад, се испостави дека комуникацијата помеѓу двата лика мора да е на романски, затоа што тоа е повистинска приказна. Без разлика што и во случај на човек кој што е украинец, како што е неговиот лик Русин од Украина, и ликот на Реза кој што е бугарин, поради блискоста на јазиците, дури и да не разговараат, нели да не го разбираат рускиот, каде што нели во тој период доста луѓе од тоа време се образува и на руски, како што беше во време на Југославија српско-хрватски, нормално луѓето разбира, барем разбира, така беше руски во тој период во Советскиот сојуз и во Бугарија. Најмалку преведувачи има на романски во тајните служби, затоа мафијата учи и разговара исклучиво на романски и исклучиво на места каде што врват авиони, каде што има голема бука и е најтешко да се долови за што станува збор. Так. Тоа беше многу важна информација кога ја кажа, дека затоа што јас му кажувам на Адам, викам, Адам, без разлика да не збор да не знае руски, ниту пак украинецот збор да не знае бугарски, тие половина бар ќе се некако ќе се разберат. Да зборуваат романски, тоа нема врска, кажам, романски со бугарски или со руски е како англиски со јапонски. Ми го кажа тоа. Од тој момент мора да се збора, се решија. Имаше разговор за тоа, го помислија 2 дена меѓу другото, дека двајца сме македонци да разговараме на македонски. Супер. Не, сепак на романски. Придов кон еден колега мој, му се јавив, Флорин, кажав што е работата, фала на Бога што сум израснат со музика, си направив транскрипција на диалогот, после тоа, нели од англиски, јас знам за што станува збор во секој даден момент, насоките кои што нели со проби ги имавме и да ми ги сними репликите, ми ги изговори на чист романски во 3 верзии, многу бавно, средно и како би се изговорило природно. И така колку време ти требаше да ги совладаш? Не знам. И дали страниците останаа 12 како што беа 12 беше. Така. Да. За моја среќа во оваа серија јас имав многу големо влијание и многу голема слобода на творење. Супер. Поради причината што еден од продуцентите беше пред се актер и театарски режисер, значи цел процес е Тони, исто се вика Тони. Така да тој режираше 2 епизоди, после тоа Мат или Матју Пен е син на големиот Артур Пен, на режисерот. Исто дете од театарска фамилија, израснат со театар и филм и телевизија, го работеше тој процес и Девид Плат, кој што исто долгогодишно искуство на работа со актери во Ред и закон. Заборев, мислам, дека скоро 200 и нешто епизоди. Да, така. И како кастинг, како продуцент, и како режисер, и сите тие работи. Така да, сите борби самиот ги поставив, сите борби самиот ги изиграв, во смисла како кореографија на борбите, и иако имав дублер и во смисла на така, нели има 2 дублери, едниот кој што е како каскадер, другиот кој што е само како како тело кој што изгледа како тебе, кој што доколку нели за да се
Так, времето, заради време или заради некоја друга ситуација да се заштедат нели средства, може ти да си на друго место, а со него исто да снимаат некој друг момент за да се движи како нели да тече работата. Да тече работата. Никогаш не сум искористил до овој момент во никој од гостувањата во сериите, вклучително и ова пред 2 години која снимавме со Queen Latifah. Веќе почнувам да ги познавам екипите со кои што сум работел, тие се луѓето, ако е толку многу голем свет, иако се од прилика 200 до 250 души екипа и се снима со 4 до 7 камери кои има акциони сцени. Секојаш настојувам јас да се направам борбата, затоа што сум така, како што сум, верувам дека целосно сакам да се дадам да тоа биде длабоко и вистинито и подготвен сум од друга гледна точка, не само како актер кој што сум се обучувал низ годините за сценски нели кореографии, борби и сето тоа. Во последните 17 години активно се занимавам и вежбам боречки вештини. Така тоа страшно конкретно, баш и тоа го прочитав сега да те прашам. Ми помага страшно многу. Или некаква комбинација тоа? Тоа е комбинација на мешани боречки вештини, она што го нарекуваат ММА. Така. Одбегнувам да користам англиски зборови, затоа вака и на некои моменти се замислувам повеќе за како навистина соодветно да го кажам на наш македонски јазик. Супер ти е македонскиот јазик. Нема потреба да се користат, си имаме прекрасен јазик. Точно. И богат јазик. Така да, во овој конкретен момент малку подолга приказна испадна, но мислам се уште дека не ќе им биде интересна на Не, ова испадна многу забавно. Кој што ќе гледа? На романски неверојатно. Секој јазик носи една колективна меморија од предците стотици илјади години. Одговорноста кој ќе се игра на еден јазик е многу голема, специјално кој ќе станува збор да се одликува нашиот регион или кој ќе стане муавет за Македонија, тоа веќе е уште друго ниво на таа одговорност. Дури и кој ќе работам на македонски јазик, јас се советувам со колеги дали изговарам точно работите, барам некојаш да ми се снимаат некои реплики, сакам да чујам какво е нивното размислување. Не земам здраво за готово, затоа што колку и да сум привилегиран и да сум нели граѓанин на светот и сето тоа, на еден начин од една страна припаѓам на секаде и од друга страна не припаѓам никаде во истиот момент. Со сивови нели селења и патувања и живење на едно место, на друго, на трето, на четврто, на петто, ги говорам јазиците. Ма корените никош не си ги заборавил, тоа е... Сакам да научам уште повеќе, да се задлабочам во разбирањето на суштината, на коренот, на зборот, како што работам, така да таков е мојот пристап кој ќе работам на кој и да е јазик, вклучувајќи и мајчиниот македонски јазик. Тука се рускиот, англискиот секако, бугарскиот и секогаш ги кажувам по азбучен ред, нели босански, така хрватски, босански, српски и црногорски, да не бидеме некултурни или неучтиви кон колегите од регионот. Кога сме веќе и кај македонскиот јазик, Владимир и Лена беше твој последен игран долгометражен филм, македонска продукција, филм кој што донесе нешто ново во нашата кинематографија. Веќе доби неколку награди, мислам дека се уште можеби и патува по фестивали, ми се чини дека тој процес не е завршен. Тоа е една многу интересна приказна и ти имаше многу специфичен лик. Може ли малку кратко околу тоа да ми кажеш какво ти беше тоа? Кратко. Режија колку време имаме? Кратко едно сати. 15. Сати пол. Ти беше ли интересно патување? Да. Беше едно многу несовремена драма, специфични ликови, специфична
поставеност на сет, на се. И посебно што реакциите на публиката беа многу убави. Беше и се уште е. Патот не е завршен, барем за мене не е завршен, на еден друг начин, емотивно секако. Да. Се надевам и верувам дека ќе бидеме дел и некои други фестивали во периодов што следува. И се радувам кога ете како што добивме награда од публика сега последниот пат кога бевме во Новосадскиот фестивал. Тоа може би најголемо признание кога публиката ужива во тоа и го препознава тој момент дека нешто се случува. Да. Повеќе од секојдневното или повеќе од обичното. Такви ликови како што е Владимир и како што е Елена исто не се случуваат често да се совпадне пример ето два лика да доминираат во филмот, да бидат може би 80-85, па може и 90% од филмот. И тоа да се отслика на начинот на кој што е отсликано, мајсторски, од Душан Кардалевски, со такви крупни, избор на крупни кадари, во кои моменти, како, што зборуваме со тоа, што сакаме да кажеме, и каде е вистината и колку длабоко копаме за тоа да е вистинито, и никогаш да не падне топката. Специјално во контраст со една ведрина, на друг начин ведрина на ликот на Лена, на таа младост, нели, тинеџерка, и со една темнина на ликот на Владимир, кој што живее како испосник, скоро никогаш не разговара со никого, 10 години веќе живее така, уста не отвара, што би се рекло, се самоказнува и обвинува за она што таа трагедија што се случила во животот, и сега до каде е мерката во однос на во однос на документарен аспект на тоа, во смисла, ако земаме да направиме некакво интервју со луѓе кои што барем блиску нешто преживеле, нешто такво, а до каде е мерката, како ние естетски, уметнички сакаме да го изведеме, а тоа да не оди ни во едната крајност, нели да одиме во документарен начин на прикажување на тоа, а да падни уметничкиот аспект и обратно. Тоа беше најголемиот предизвик за човек кој што е со една таква изгореница, поголемиот дел на лицето, кој што има ограничување во однос на изразот на пластиката на лицето, изразот на говорот, пак ќе кажам, уста не отвара. Ај признај сега, дали ти беше многу тешко да не збориш? Последните 10 години. Не, за улогата. Се шалам. Па да, многу е тешко, затоа што секогаш најголемиот предизвик, еден од најголемите предизвици, барем пак ќе кажам за мене, е кога има тишина, кога пишуваат во сценарио дека постои, дека нели има момент на пауза, тоа мене не ми се допаѓа, пауза не постои. Освен нели кога ќе гледаме нешто утакмица или филм или што и да е, пак ама за актерот нема пауза. Стискаме пауза. Процесот движењето на енергијата, движењето на мислата, кое што исто е движење, иако може да биде статично, во смисла да изгледа дека е статично, движењето на мислата никогаш не престанува. Кога се стига до еден момент кога е потребна тишина, тоа тишината доаѓа од моментот не затоа што нема што да се каже веќе, него обратно затоа што има многу повеќе и те што да се каже, што би се рекло, како да кажам. Како во животот тоа се... Како во животот. Да. Е сега, да најдеш промената во таа тишина, промената на мислата за тоа да се отслика во очите, па да може, нели, камерата да го регистрира тоа, тука е предизвикот. Да не можеш тоа да компенсираш со пластика на лицето, да не можеш да го компенсираш со нели, со гестови, со раце, со говор на тело, зашто како цело говор на телото е многу специфично со секој лик и со овој лик е многу лимитирано, затоа што постои некаква грудка која што
не дава на тоа цвеќе да расцвете, така како можам да кажам, баш имав и цвеќиња во филмот. Да, многу доминира. И тоа е само мал аспект на тој момент за ликот на Владимир. Мислам дека најдовме добар баланс, мислам дека најдовме мерка. Прекрасно соработувавме со екипата. Во секое време на секаде повторно би го направил многу истото. убава енергија има самиот филм и целата приказна околу филмот. И особено и отпосле, тоа е многу битно. И да, јас верувам дека ќе живее има среќен крај. Да. Кажи ми, дали можеби имаш на повидок некои други проекти поврзани со Македонија во нареден период? Поврзани со Македонија има некои идеи, има не знам колку можам да зборувам. Ти размисли се, не знам сега после. Да не треба да цензурираме тука. Да не треба после тоа Ај, сечи Има, развиваме нов филм со Игор Алексов, со Beatles. И многу интересна приказна. Уште работиме на сценариото така допишуваме или кратиме некои работи или се бидеш на релација пак со Македонија. Со Македонија тоа е сценариото би се викало Голиот рид или Тајната на Голиот рид, по приказна на Александар Русјаков, Гоце Цветановски и Александар Русјаков го работат, го пишуваат, соработуваат и така. Тоа е толку смеам да кажам. Добро. Толку смеам да. Кажи ми, вообичаено актерите кои што доаѓаат од Балканот, што живеат нели во Америка, Њујорк и така натаму, обично кога се ангажирани играат ликови доминантно, не секогаш, кои што се руси или други представници од Балканот, ликови на криминалец или слично. Дали некојаш ти засметало тоа? Кај тебе изборот на ликовите што ги играш се многу разновидни. Ти не си секогаш русин, не си секогаш украинец и слично. Дали некојаш ти смета тој момент, да сега ме викаат во филмот затоа што им треба акцент таков и таков? Или едноставно во добар дел од случаевите тоа е едноставно така е? Архетипот е ист, ликот не е ист. Нашата потреба треба да биде да се трансформираме во тој лик. Може да бидат 100 различни видови на пијаници, може да бидат 100 различни видови и повеќе секако на, како да кажеме, условно кажеме, негативец или мафијаш или русин, македонец и се до тоа. Ако пристапиме како нова страница кон секој од нив, кон секој од тие ликови, ќе најдеме аспекти живот, смисла за хумор, дури во абсурдни моменти, кај што ќе оживееме нешто кое што можеби не ни е напишано, односно најчесто кога нели работиме длабоко и читаме длабоко и анализираме длабоко, повеќето тоа го пронаоѓаме во работи кои што не се напишани. Од она што е напишано, добро, тоа е јасно, супер. Она што не го кажуваме, каде е тој свет, како пристапуваме, како го оживуваме тој свет, каде ја наоѓаме вистината во однос на тоа, каде се пронаоѓаме себе во делот таа вистина, каде ни треба да најдеме, условно кажано, нов момент или да откриеме дел од себе кој што не сме свесни дека го имаме во однос на тоа. Така да, тоа е тоа што е, никој мене не ме терал на сила да одам во Америка. Можев, имав различни избори во животот. Никој не ме тера да сум актер. Од никого ништо не очекувам дека некој мене треба да ми даде. Затоа што не е така, пак е тоа слободен избор. Не е лесно, секако, сурово е, секако. Сега ќе се навратам на еден елемент. Тоа е мојот пат, едноставно. Тоа е мојот пат, да. Тоа е она што ме сочинува мене, кој сум, што сум и зошто сум. Сега ќе се навратам, размислувам од преска на
можеби две-три подпрашања, што би се рекло, или втори делови на прашања кои што ги изоставивме, за да бидеме ферни или кон тебе, кон твоето време и кон драгиве луѓе кои што нели ќе посветат своето време да не чујат зашто си правиме муабет. Ние тука не разбираме колку сме привилегирани да го имаме тоа вработување, да го имаме тоа Министерство за култура, затоа го кое што без разлика на колку работиме, условно кажано или не, ние сепак добиваме една плата или можеме да се именуваме дека сме уметници или дека сме актери, нели режисери, соодветно филмски или театарски. Затоа што имаме Министерство за култура. Во Америка нема Министерство за култура. Во Америка крваво се стига до два збора на ова. Ќе се навратам и на тоа е другиот нели подпрашање. Се бориш секој ден, пред се со самиот себе, после тоа со остатокот околу тебе, и доколку дозволиш да ти влезе вода во бродот, тонеш. Затоа што ние не тонеме од водата околу нас, без разлика колку е моќен океанот, ние тонеме кога ќе дозволиме да ни влезе вода во бродот. Са некојаш ќе подвлезе вода во бродот, тие се моменти кај што јас сакам да кажам, ја вадам водата од бродов, ама на долга стаза, кога си самиот капетан на својот брод, односно господар на своето тело и разум, нели? Слободна волја како живееш животот, имаш, ти си одговорен за своите постапки. Одговорноста во однос на тоа како постапуваме и зошто постапуваме и зошто постоиме ние, која е потребата ние да постоиме како уметници, е голема. Секој си има своje разбирање што тоа значи, јас си го знам своето. Филозофија. Улогите кои што се добиваат едно, пак да се навратиме на самиот почеток, за едноставни 15 или 20 секунди во телевизиска серија имаш помеѓу 3, 5, некогаш поретко и до 7.000 кандидати. Кои што имале привилегија да дознаат дека има кастинг. Да, информацијата да стигне точно. Да има информација до нив да дозна. Значи, неколку илјади веќе не дознале воопшто. И од тие 7.000 нели кругови да не го шириме муабетот, да земаме простор, се добива до тој момент, каде се стига до тој момент, се добива тој момент кај што нели ти избираат тебе и кога ќе се одигра нели улогата, повторното не е гаранција дали тоа ќе остане, затоа што секојаш прво кај што има монтажа, одат може ќе се така. Одат актерите или приказните на ликовите со помало присуство. Така. Треба да го почитуваме она што го имаме, за да го добиеме она што го сакаме. Ако не се сакаме и почитуваме она што сме, не можеме да очекуваме дека можеме да бидеме нешто повеќе. Благодарноста во суштина. Благодарноста, да, и не можеме да очекуваме дека некој друг нас би не почитувал и би не сакал она што сме. Повеќе. Тони, ти благодарам многу. Толку? Мислам дека многу бав муабет се. Мафтаат од режија. Мафтаат. Ние можеме уште еден саат да си правиме муабет. Дали може за крај вака една-две реченици на романски да ни кажеш? На романски? Може? Оре, реплика нека биде, не да кажеш ти нешто ново. Ако сакаш, ако не ми идат некои не се убави работи, не би сакал да ги кажам. Не, да, така некаде во тој свет. Се шегува. Фала ти многу уште еднаш. Фала ти тебе и на се надевам дека си помина и ти убаво. Супер. Мислам дека баш на нашата публика и доближивме како функционира светот кој што многу често го гледаме само на филм и си го замислуваме на еден начин, меѓутоа реалноста ретко можеме да ја знаеме од изворно. И верувај дека Македонија се гордее со твоите успеси и ти посакувам уште многу понатаму да има за што да разговараме. Амин. Секој е добро. Благодарам.